Колегата Мартин Николовски утрово е на терен во Скопје. Подсетуваме уште еднаш од утрово не гори веќе во депонијата Вардариште. Тоа беше и темата на нашето прво линковско вклучување. Но сега на тема култура, веќе нашата линковска екипа префрлена во локалитетот Тумба Маџари. Зборуваме за новите значајни откритија токму таму. Мартин, доколку се гледаме и слушаме, добро утро. Добро утро по втор пат, Ване, ова утро. Така, како што кажа, Македонија на утрово се наоѓа на неолитскиот локалитет Тумба Маџари, а повод за нашата денешна посета овде е неодамнешното откривање на нова фигурина од типот на големата мајка. Токму на оваа тема утрово разговараме со археологот магистар Елена Стојанова Канзурова од Археолошкиот музеј на Македонија. Господи Елена, кои се најновите откритија при искупувањето овде на Тумба Маџари? Добар ден и добре дојдовте во Тумба Маџари. Токму денеска е последниот ден од археолошките истражувања, кои што се дел од годишната програма на Археолошкиот музеј за работа ова година. Во текот на искупувањата во изминативе 3 недели успеавме да детектираме остатоци од 2 живеалишта, 2 куќи на нашите предци кои што живееле во ова населба пред 8000 години. А во внатрешноста на една од куќите го најдовме раритетниот и ексклузивен археолошки наод, кој што е денеска и тема на овој разговор. Предмет познат како жртвеник со представа на големата мајка. Што значи всушност големата мајка? Што означува? Значи, на овој локалитет во изминатите години, почнувајќи од 1981 година, се најдени до сега само 2 цели пронајдени жртвеници со представа на големата мајка. Ова година, после подолга пауза, ете Тумба Маџари ни дари уште една божица на големата мајка. Во текот на искупувањата во изминатите години во сите куќи наоѓаме делови од овие божици и во изминативе години археолозите го сватиле значењето на големата мајка. Значи, таа е символ на плодноста, на жената, на мајката, родилката. Тоа е символ на семејството и љубовта. Така, овде може да видиме различни видови од големата мајка, меѓу кои и оригиналниот пронајдок што деновиве беше представен пред јавноста. Каде граѓаните можат да купат реплики од истите? Да, од предходните предмети со големата мајка направени се комерцијални купи и тие можат во моментов да се најдат во сувенирниците во музеите во градот Скопје, конкретно во Музеј на Македонија, Археолошкиот музеј и Спомен куќа на мајка Тереза. Во останатите продавници сувенирници секако може да се најдат комерцијални копии на големата мајка, но тие се малку помодифицирани во однос на изгледот на оригиналните предмети, нова фигурина. Господја Елена, кажете ми како изгледа целиот тој процес на археолошко истражување? Ајде да им објаснеме на нашите гледачи што се вие правите тука на Тумба Маџари. Така, значи секој археолошко истражување представува еден долготраен и сложен процес. Најнапред е потребно да се обезбедат финансиски средства. Во најголем дел од истражувањата во Македонија средствата се набавени од буџетот на Министерството за култура. Откако ќе имаме решение за обезбедени средства, потоа пристапуваме кон изработка на она потребна законска документација која што ни е потребна за почеток на археолошките ископувања и секако еден од најважните документи ни е дозволата од Управа за заштита на културно наследство и кога ќе се обезбедат овие средства и секако тоест услови и стручниот тим, тогаш се започнуваат археолошките истражувања. Така, најавивте дека ќе се направи, ќе се изработи апликација за впишување на наодите од Скопскиот и Пелагонискиот регион. Што ќе значи таа апликација? Токму така, значи овие така наречени големи мајки, значи ние ги наоѓаме само во Тумба Маџари, ги наоѓаме и во неколку неолитски локалитети во Скопскиот регион, како во село Говрлево,
во село Мршевци, Орман, но исто така овакви представи наоѓаме и во Пелагонискиот регион. Тие малку се модифицирани, додека во Скопскиот регион неолитскиот вајар акцентот го ставил на жената, на мајката. Во Пелагонискиот период, Пелагонискиот регион, акцентот го ставил на долниот дел од фигурината, тоест на домот. И сите овие представи, како од Пелагонија и Скопскиот регион, представуваат една целина, едно исто значење и заради нивната раритетност, бидејќи овакви представи ги немаме во соседните неолитски култури и мислам дека заслужуваат барем да бидат номинирани во УНЕСКО и се надевам дека понатака ќе се создадат услови да бидат и прогласено за светско културно наследство, но и тоа исто така еден долготраен процес. Македонија има многу неолитски локалитети, каде се истражува во моментов? Да, токму така, Македонија има многу неолитски локалитети, но во изминативе години, посебно ова година, на многу малку локации се истражува во Македонија. Ете во градот Скопје единствен е овој локалитет од неолитот. Имаме истражувања во Пелагонија, така да, значи, само овде во Скопје и во Пелагонискиот регион, што навистина многу малку со фактот што имаме многу неолитски локалитети низ Македонија. За крај на овој разговор, кои се следните активности што ќе ги реализира во текот на ова, но и наредните години Археолошкиот музеј на Македонија? Така, значи, уште следната недела веќе започнуваме со подготовка за следните ископувања, но во меѓувреме ќе се направи конзервација и реконструкција на фигурината од голема мајка и сите оние имотно-правни проблеми кои што се провлекуваат веќе од 2013 година со овој локалитет, се надевам дека во мандатот на новиот министер за култура и туризам и новата влада на Република Македонија ќе се решат и владењето, управувањето на овој локалитет ќе припадне на Археолошкиот музеј на Македонија. Исто така имаме и експроприација на земјиште, конкретно со Евана, бидејќи голем дел од локалитетот Тумба Маџари припаја во катастарска парцела на Евана, така да навистина ќе има многу имотно-правни работи кои што ќе се решат и паралелно нели научниот дел ќе се води. Господја Елена, ви благодарам за гостувањето во Македонија. Ви благодарам на интересот, повелете следна прилика. Ване, инаку, убаво е да се напомене дека Скопје спаѓа во еден од ретките светски градови во светот, каде што има токму ваков неолитски локалитет или неолитска населба, како што е Тумба Маџари, и тоа која датира уште од пред 8000 години.